Во изминатиот период од 2 години, Основното училиште Кочурацин, со заедничка заложба со локалната самоуправа, имаме вложено доста инвестиции во нашето училиште. Па, можам да се пофалам, значи, со многу од нив, така да ќе наведам некои од нив. Имаме, значи, санација на подови во училиштето на прв спрат и ходниците на првиот и вториот спрат. Реконструкција на одводната мрежа од двете вертикали на санитарните јазли во училиштето, од подрумот па до вториот спрат. Значи, имаме промена на санитарии, подни плочки од левата вертикала, а додека од десната вертикала ги заменивме плочките и дзидните плочки. Промена на одводната мрежа, реконструкција на електричната мрежа, промена на плафоните на санитарните јазли во приземје и прв спрат. Исто така имаме промена на електричната инсталација во подрачното училиште РИТ. Малтарење на оградниот зид во училиштето, кој што со децении знаеме дека беше во незавидна положба. Исто така, имаме естетско уредување на ходниците во училиштето, исто оградниот зид и спортската сала. Набавка на канцелариски мебел. Значи, во училиштето имавме доста набавени столици, бироа, шкафови, паноа за ходниците за изложување на изработка на учениците. Имаме набавка на информатичко и видео опрема. Тука набавивме доста смарт панели, смарт табли, разглас, монитори. Имаме набавено 15 лаптопи, 40 таблети за учениците, синтесайзер и друга опрема, кои што и нагледни средства за учениците. Извршивме варасување на кабинетот по физичко и ликовно образование и исто така фарбање на мрежата на парното за парно греење. Комплет извршивме набавка на компјутери и монитори за кабинетот по информатика. Тука беа 17, значи, персонални компјутери. Во кабинетот по физика вградивме водоводна инсталација. За библиотеката набавивме доста книги и полици. Исто така беше направен тоалет за децата со посебни потреби и платформа за деца со посебни потреби. Набавка на машина за чистење на подови, набавка на татами за малата сала по физичко образование. Во кабинетот по германски јазик го опремивме со клупи во вид на шестоаголници, каде што можеме тука да собериме некаде 30 ученици и буквално тој кабинет ни служи и како одржување на семинари. Потоа во кабинетот по македонски јазик имаме естетско уредување, исто и кабинетот по англиски јазик. Морам тука да кажам дека естетското уредување го извршија самите ученици. Значи, буквално тие го исцртаја кабинетот по македонски и кабинетот по англиски јазик. Потоа имаме атмосферска и дренажна канализација од страната на Основното училиште Кочурацин, од каде што е реката, затоа што ни прави реката доста голем проблем. Потоа училишни клупи и столчиња, имаме набавено, значи, доста столчињата ги сменивме во Основното училиште Кочурацин РИТ сите, значи, столчиња, а додека училишни клупи почнавме училница по училница да менуваме и овде, а онаму каде што недоволно добри, ги заменуваме со нови клупи. Имаме набавено доста наставно-образовни помагала, вариолајти за прозорците во Основното училиште Кочурацин РИТ исто така набавивме оваа година. Така да за овие 2 години можеби нешто заборавив, али сето ова го имаме остварено, дури и повеќе од она што треба. Ние сме едно од
многуте училишта кои што во сите кабинети и училници имаме или смарт табла или смарт панел. Исто така наставниците имаме доста печатачи. Можам да речем дека 90% од училниците се покриени, во секоја училница скоро има печатач. Исто така секогаш сме на располагање се што им треба на наставниците да му излезиме во пресред. Например, кога им треба хартија за печатење, значи секогаш му е дозволено да земат. Исто така, кога им треба во боја хартија, значи му набавуваме. Се што им треба за или панаѓурите што ги спремаме, се училиштето му обезбедува. Сега, за проекти кои што ги спремаме за во иднина, а буквално тие проекти ова лето ќе бидат и остварени, тоа се реконструкција на санитарните јазли на вториот спрат, тоа веќе ми е во тек и за една или две недели ќе биде реализиран тој проект. Потоа фасада и атмосферска канализација на Централното училиште Кочо Рацин. Тендерот е во тек, така да оваа недела ќе се знае кој ќе биде изведувачот. Потоа фасада на основното училиште Кочо Рацин на подрачното училиште РИД и партерното уредување на Централното училиште Кочо Рацин. Исто така имаме, бистата ни е направена од Кочо Рацин, значи за прв пат Кочо Рацин ќе добија и биста од самиот патрон, така да во теков на другава недела ќе биде поставена и бистата од Кочо Рацин. Во план сме, значи преку лето, со помош на донација од Македонија Schools, тој е од Америка, наше друштво кое што му помага на основните училишта во Македонија, со нивна донација и донација од германската амбасада да ја опремиме и сензорната соба и да направиме една сензорна соба. Тоа е она што го планираме во иднина и јас верувам дека ќе биде остварено. Единствено што ќе ни остане уште е една спортска сала, али мислам дека таа спортска сала би ни се надеваме дека ќе ни обезбеди преку Министерство за образование па наредната влада ќе биде волна да ни ја направи уште спортската сала и така да Кочо Рацин ќе биде буквално тотално обезбеден со сите нагледни средства, помагала инфраструктурата и се надевам во иднина дека и учениците ќе заиграат во една подобра спортска сала.